Стотина македонски камиони се заглавени на хрватско-српската граница поради блокадите на граничните премини меѓу Хрватска и Србија, што меѓусебно ги воведоа Загреб и Белград. Од Транспортната асоциација Макам Транс информираат дека нивните последни сознанија се дека од Хрватска во Србија се пропуштаат дел од камионите кои не носат стока која е поврзана со Хрватска, а другите се упатуваат на паркинг плацеви. Од Макам Транс апелираат до камионџиите да ги користат алтернативите преку Босна и Херцеговина и преку Унгарија. Бројот на камиони се менува постојано. Блокадите на граничните премини траат веќе 5 дена. А Транспортната асоциација Америт бара од владите на земјите во регионот итно спроведување на мерките предвидени во врзувачките меѓународни акти и конвенциите во оваа сфера. Неопходно е неодложно и стрикно почитување на меѓународните правила и прописи во областа на меѓународната трговија и транспортот, како и на конвенциите во оваа сфера, што ќе обезбеди, ако не надминување, но секако премостување на последиците од веќе 5-дневната блокада на превозниците на стоки на граничните премини во Србија и Хрватска, каде се заробени неколку стотици македонски транспортери кои трпат милионски загуми, наведуваат од Америт. Европската комисија појасни дека жешките точки што ќе се поставуваат засега во Грција и Италија, а со цел прием и регистрација на мигранти и бегалци, не се планира да бидат поставени надвор од границите на Унијата. Тоа значи дека овие центри за прием на реките бегалци и покрај тоа што Македонија и Србија се на главната рута на бегалците од арапскиот свет, со потврда на неформалната влада на Европската Унија нема да се постават во овие земји што не се дел од Унијата. Според портпаролот на Еврокомисијата Даниеле Росарио, нивната задача ќе биде сите пристигнати емигранти и бегалци да се регистрираат, да им се земат отпечатоци и да се превземат другите потребни чекори. Малку подоцна портпаролот на Еврокомисијата се поправи и посочи дека жешките точки ќе одат рака под рака со релокацијскиот систем, но дека тие не се центри, туку тимови за поддршка. За најавата од Србија, која не е земја членка на Унијата, дека ќе создаде жешка точка, портпаролот на Еврокомисијата истакнува дека што и да прави оваа држава, тоа нема сигурно да е жешка точка. Во однос пак на хрватско-српскиот спор со затворањето на границите за промет на патници и стоки од страна на Хрватска, а поради напливот на емигранти и бегалци, портпаролката на комисијата Маја Коцијанчич истакна дека високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини за овој проблем разговарала со премиерите на двете земји Зоран Милановиќ и Александар Вучич. Могерини, според нејзината портпаролка, им нагласила дека мора да се најде конструктивен пристап и да се обнови протокот на стока преку граници и дека за тоа Еврокомисијата бара итно разјаснување од хрватска страна, бидејќи станува збор за итно прашање. Портпаролката Коцијанчич исто така потсети на изјавата на Могерини дека не смее да се има и претерана и дискриминаторска постапка кога станува збор за трговија и промет на патници преку граница. Според евиденцијата на УНХЦР и Меѓународниот Црвен крст, вчера од прифатниот камп во Гевгелија за Табановци заминале околу 4400 лица, што повторно е зголемување на бројот во споредба на минатите неколку дена. Во изминатите 24 часа од МВР биле издадени вкупно 2022 потврди за искажана намера за поднесување на барања за признавање на азил. Благото покачување на бројот на мигранти кои транзитираат низ земјава не предизвика проблеми со функционирањето на службите за нивно прифаќање, сместување и евидентирање, кои имаат голема помош од активисти на многу невладини организации и издруженија на граѓани. Дури 98,2% од сите ученици во основните оделенија во Македонија учеле барем еден странски јазик, при што 100% тоа бил англискиот јазик, додека 1,8% од нив изучувале два странски јазици. При тоа германскиот е втор наизучуван странски јазик во Македонија со 1,7% во основните училишта во државава. Ова го посочуваат податоците од Европската канцеларија за статистика, Евростат, за учењето на јазиците во училиштата, објавени по повод Европскиот ден на јазиците, кој се одбележува секоја година на 26 септември.